почитуван заменик амбасадор на Обединетото кралство во Република Северна Македонија, господин Фулер, почитувана министерка за образование и наука, госпоѓа Јаневска, почитуван заменик министер за економија и труд, господин Ристевски, почитувани панелисти, представници на бизнис заедницата, на меѓународната заедница и на мојата академска заедница. Ми представува чест и задоволство денеска накратко да ги презентирам резултатите кои што ги испакувавме во овој финален документ од проектот, а кои што се однесуваат на мерење на една конкретна интервенција која што има за цел да ги поддржи работните жени во зголемувањето на нивната продуктивност, што на крајот се одразува, се разбира, врз подобри исходи за компанијата и потоа и за подобри исходи за целото општество, во кое што продуктивноста се разбира структурна тема за која што дискутираме подолга период и за каде што сакаме да оствариме подобри резултати како земја и како економија. Зошто оваа студија? Веќе некои аспекти беа и претходно нагласени од заменик амбасадорот и во воведното обраќање на модераторката. Тоа е затоа што жените доминираат во текстилната индустрија, генерално глобално, и се разбира и во нашата земја се уште, но често пати остануваат без особени можности за напредок. Се разбира дека обуките кои што се спроведуваат и во оваа индустрија се присутни, но често се технички, а многу поретко се фокусираат на меки вештини. Ние сакавме да истражиме како интервенција, односно овозможување, надоградување на меките вештини на вработените, и мажите и жените генерално, ќе влијаат врз продуктивноста и дали ќе согледаме некаков диференцијален ефект кај жените. Текстилната индустрија не е најважната индустрија во Македонија, меѓутоа се уште има големо значење во вкупната економија. Само текстилната индустрија се уште вработува околу 6% од вработените во вкупната преработувачка индустрија, ако на тоа се додаде и индустријата за облека, која што е блиско сврзана со неја, тогаш овој процент достигнува и повеќе од 15%. Повеќе од 70% од вработените се жени, меѓутоа ако ги наблюдуваме платите и вкупната продуктивност, односно она што индустријата го создава како вредност по единица работник или по единица час, тие се уште стагнантни, а во делот на платите тие се уште се под просечната плата на национално ниво. Да не зборувам дека во времето кога беше воведена минималната плата пред веќе 13 години за секторот текстил, облека и кожа, важеше тогаш пониска минимална плата од онаа која што беше утврдена на национално ниво, и воедначување кај минималните плати настана дури во 2017 година. Понатаму доминира лон моделот, кој што подразбира дека тука се извршуваат само одредени фази од производниот процес врз основа на материјали кои што ги доставуваат странските добавувачи, и генерално индустријата се карактеризира со мало вложување во човечки капитал. Сега реков, нашата интервенција се однесуваше на обука за меки вештини во една поширока смисла на зборот, тргнувајќи од комуникација, тимска работа, управување со стрес, лидерство, управување со времето и така натаму. Беше испорачана во време од 40 часа во период од 3,5 месеци, почнувајќи од средината на септември до крајот на 2024 година, по работното време и со платено учество, при што фактот дека работниците добија надоме за учеството во обуката не беше познат пред тие да бидат селектирани. Беа избрани вкупно 54 учесници, и мажи и жени, за што уште неколку детали ќе објаснам на следен слайд. Пред тоа да го кажам како функционира механизмот и зошто велиме ние или вели литературата дека меките вештини се битни за продуктивноста. Затоа што подобрената комуникација и тимската работа води кон помал стрес и поголема самодоверба на вработените, генерално и особено на работното место. Така работата станува
поорганизирана, помалку се случуваат застои во производството, помалку има дефекти во производството и сето тоа придонесува за поголем испорачан производ, односно поголема продуктивност. Ова што овде е представено како шема е во озадината на механизмот на интервенцијата, меѓутоа е длабоко, би рекол, референцирано или вкоренето во соодветната глобална литература, која што ги идентификува токму овие канали на влијание за тоа како меките вештини може да придонесат за поголема продуктивност на работното место. Значи, нашите конкретни прашања се дали продуктивноста се подобрува по обуката, дали ефектот е различен за жени и мажи и дали тие ефекти траат, односно не завршуваат од како обуката ќе заврши, што се разбира е наша крајна цел. Она што претходно го загатнав е суштината на самата методологија, односно како ние знаеме дека ефектите евентуални кои што ги наблюдуваме на крајот од оваа интервенција се токму од обуката, а не се од нешто друго. Тоа го осигуруваме преку методот на импакт евалуација, така и насловот на самата студија, што подразбира импакт евалуацијата или рандомизиран контролиран експеримент. Тој подразбира дека ние случајно ги распоредивме вработените во две групи. Едната група се третираните, кои што ја добија обуката и беше применета соодветна стратификација за оној кој што малку се интересира за статистичките аспекти, а контролната група се разбира не ја доби интервенцијата, меѓутоа истата беше следена на ист начин како што ја следевме и третираната група. Што значи дека ние имавме можност да ја споредуваме третираната со контролната група, но и двете групи пред и по интервенцијата, така што во основата на методот е така наречената разлика во разлики. Значи, ова ни осигурува дека ефектот доаѓа токму од обуката, а не евентуално некоја друга промена која што настанала во меѓувреме, да речеме промена на некаква регулатива или промена на некаква политика во рамки на компанијата. И сега ова генерално на глобалната сцена не е нешто ново или нешто што ние го искористивме, го измисливме, се користи на широко, не само во економијата и во јавните финансии, туку и во медицината, каде што се разбира сакаме да оцениме ефекти од одреден третман, од одредена терапија, но сакаме да осигураме дека токму тоа е резултат на терапијата, а не на некои други фактори, например плацебо ефект, кој што често се спомнува кога читаме вакви стори. И се смета за златен стандард за мерење на влијание, односно импакт евалуација. За да не западнам во тоа да зборувам за статистички аспекти, веднаш да преминам на главните резултати. Наоѓаме позитивен ефект од интервенцијата, односно од обуката за меки вештини врз продуктивноста на вработените. Главните ефекти само ќе ги опфатам овде во интерес на времето. За време на обуката продуктивноста кај третираните во однос на нетретираните се зголемила за 1,13%, а овој ефект по обуката е помално одржан, 0,4%. Ние немавме доволно време што помина по завршувањето на обуката и можеби по неколку месеци овој ефект под точка 3 ќе го измериме уште еднаш. Овие ефекти, колку и вака навидум да изгледаат мали, сепак преточени во приход на компанијата како резултат на поголемо производство поради зголемената продуктивност на годишно ниво се сведуваат на околу половина милион евра. Така што може да го сметаме сепак за голем ефект од една единствена интервенција која што се фокусира на меки вештини, кои што на крајот на денот се разбира за една текстилна фабрика се споредни за разлика од техничките вештини кои што треба да ги поседуваат вработените. Уште малку за резултатите. Најдовме дека жените имаат малку поголеми придобивки во продуктивноста, односно ефикасноста. Таму измерениот ефект е 0,43%. Мала е разликата, меѓутоа сепак покажува дека жените биле поприемчиви на она што ние го правевме како интервенција. Сега интересно е дека и во рамки на групата жени, оние со средно образование кои што се доминантни и во фабриката и генерално во текстилниот сектор во Македонија имале дополнително зголемување од 0,2% проени, значи коефициентот од 0,43 оди на 0,63, што е големо зголемување.
поголем ефектот бил кај повозрасните работници, оние кои што се подолго во компанијата, значи потемелно сврзани со компанијата и веројатно постои одредена поврзаност помеѓу нашиот ефект и она што тие го имаат акумулирано како искуство. И на крајот еден интересен резултат, за жал негативен, но како истражувачи мора да ги нагласиме негативните аспекти, е дека, например, жените со деца имале дополнително намалување на продуктивноста од 0,22% поени, тоа значи дека оној ефект од 0,43 за нив е помал, околу 0,2%. Тоа станува позитивен, меѓутоа е помал, што укажува дека постои одредена поврзаност помеѓу тоа како жените реагирале на обуката во смисла на градењето на нивната продуктивност визави она што тие го имале како обврски околу неплатената работа, околу домот и околу децата. Во однос на механизмите, кои што ги спомнав на претходен слайд, ги издвоив најбитните овде. Значи, преку анкетен прашалник, она што досега го дискутирав беше оценето, се разбира, врз основа на административни податоци од компанијата, не ги меревме ние, туку компанијата си ги мери на стандарден начин и само ги сподели со нас, но имаше еден сегмент каде што ги меревме бихевиоралните одговори, да кажем, на вработените. Тоа се направи преку анкета, која што ја спроведовме пред обуката и по обуката, и овде се два интересни резултати од тоа. Најдовме дека интервенцијата директно го подобрила оптимизмот, тоа дека ги намалила истовремено анксиозноста и безнадежноста, со особено силни придобивки во однос на ослободувањето стрес кај жените, и учесниците генерално, не само жените, станале посвесни за надворешните ограничувања и добиле поголемо уверување за собствената продуктивност. Реков, овде издвојувам два најбитни механизми преку кои што предпоставуваме дека обуката се канализирала до повисока продуктивност, а во студијата има многу подетална елаборација за сите овие бихевиорални аспекти кои што беа истражувани. Значи, наоѓаме дека меките вештини не се и не треба да се третираат како луксус, може да имаат реален економски ефект на работното место, за работниците, за компанијата и на крајот за вкупната економија. Овде, бидејќи се разбира времето беше релативно кратко, сепак заклучуваме дека дури и кратка, фокусирана обука може да даде реална и опиплива придобивка за фирмата, и она што се разбира денес е една од главните теми е дека наоѓаме поголем ефект кај жените, што значи дека една ваква интервенција може да намали битни родови разлики или јазови кои што постојат на пазарот на труд или генерално помеѓу мажите и жените во економијата и во земјата генерално. Студијата се разбира е ориентирана кон политиките, не е само некое статистичко и академско четиво, далеку од тоа, затоа на крајот завршува со редица препораки и за самата компанија, за индустријата во целина, но и за вкупната економија. Тука не сакав да оптеретувам премногу, ставив само три кои што се особено битни. Се разбира, една е поттикот да се инвестира во меки вештини, препорака насочена се разбира кон работодавците, меѓутоа и кон носителите на политиките кои што преку активните мерки на пазарот на труд и преку системот на образование може да помогнат во оваа насока. Генерално поддршка на програмите за економско јакнење на жените и јавно-приватни партнерства за обука на вработени. Чисто како начин да ја отворам темата и како вовет во она што следува како дискусија во панелот, бидејќи тука ги имаме релевантните чинители од перспектива на образованието и од перспектива на економските политики, и верувам дека ова ќе служи како основа за плодна дискусија што следува. Благодарам на вниманието.